Најави за денешните настани. Уште една успешна летна сезона за спасителите на отворени води од Црвен крст Охрид. Расте интересот за изучување македонски јазик во светот, а во земјава значително намален бројот на студенти на катедрата на македонски јазик при УКИМ. Се е подготвено за 62-то издание на Струшките вечери на поезијата. Пожарите во Грција за 3 дена однесоа 20 животи. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 33 степени Целзиусови. Попладне услови за развој на изолирана локална нестабилност која може да донесе локални врнежи од дожд и грмотевици. Во текот на ноќта кон четврток ведро и топло. Утре во западна, северозападна Европа, Алпите, југоисточните делови на Балканскиот полуостров, времето умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд и грмотевици и локални појави на невреме. Во останатите делови од Европа времето сончево и топло. На Балканскиот полуостров во четврток претежно сончево со локална облачност и топло време, локално во јужните и источните делови развојна нестабилност и умерено облачно и нестабилно време со дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 29 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток сончево со локална облачност и топло време. Попладне развојна изолирана локална нестабилност која може да донесе локални врнежи од дожд, грмотевици и невреме. Дожд се очекува во северозападните, северните и североисточните делови. Минималните температури од 13 до 23, максималните од 29 до 39 степени во Македонија. Во Охрид во четврток не очекува претежно сончево време, ќе има локална облачност, ќе биде топло. Попладне услови за развој на локална нестабилност која може да донесе врнежи од дожд, грмотевици и појава на невреме. Ќе дува слаб североисточен ветер. Минималната 19, дневната 32 степени. Во Охрид во петок и сабота сончево со локална облачност и топло време, а во попладневните часови услови за развој на локална нестабилност која може да донесе локални врнежи од дожд и појава на невреме. Утринските температури 19, 18, максималните дневни 31, односно 32. Во недела сончево и многу топло време. Минималната 17, а дневната 33 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. При крај е уште една успешна летна сезона за спасителите на отворени води од Охридскиот Црвен крст. 12 успешни интервенции на спасување давеници и повеќе од 800 интервенции за окажување прва помош, соопшти председателот на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид Сашо Точков. Од Црвениот крст повеќе од една деценија работат на кадровско и логистичко опремување на современ центар за спасување на вода, зашто интерес за помош има и од Европската комисија, објасни Точков. Дузина интервенции на охридските спасители на вода, од кои 11 на активни давеници и една на пасивен давеник, е билансот пред самиот крај на оваа туристичка сезона во Охрид. Станува збор за сериозни интервенции кои се завршиле без фатални последици, истакна председателот на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид Сашо Точков. Покрај тоа, охридските спасители на вода и парамедици спровеле и дополнителни 800 интервенции на укажувања итна медицинска помош. Тоа не
стимулира и понатака да продолжиме и да ја дефинираме оваа сезона како успешна во делот на спасувањето. За жал, сите капалишта не беа покриени со спасители, немавме на цело Охридско крајбрежје, но 10 плажи со околу 20 спасители беа ангажирани на делот од Свети Наум до Извиднички. Точков објасни дека дополнителен број спасители биле ангажирани на повик од одредени туристички групи, например група полски туристи сместени во хотелот Силекс, кои во 2 наврати побарале присуство на спасителна служба. Исто така, присуство на спасители побарале и собственици на дел од бродовите кои пренесуваат туристи. Ова лето ќе остане запаметено и поголемиот број интервенции директен резултат на непочитување на препораките за заштита од топлотните бранови, како интервенции кои биле поради резултат на метеоролошките појави невообичаени за нашето поднебје. Имавме доста интервенции, можда 70% од интервенциите се заради топлото време. И тога беше во тој период во јули и почеток на август, кога имавме најтопло време, тогаш имаше и најголем број на интервенции. Сите, фала Богу, се завршија без проблем, но беа заради непочитување, влегување во вода, многу джешки без аклиматизација, конзумирање на алкохол. Имавме многу случаи, посебно на млади луѓе кои што конзумираат алкохол. Бевме сведоци ова лето на неколку елементарни непогоди, временски непогоди, можам да кажам, кои што беа навистина тешки, специфични и невообичаени за овој регион. Се манифестираше и на езерото и на копно. Тоа е само битен показател дека е многу важно да се има служба спасителна која што ќе може да одговори постојано во текот на целата година. Веќе 15 години се прават напори за опремување со човечки и логистички капацитети на еден центар за спасување на вода, за кој веќе има и локација. Европската комисија е подготвена да вложи во тој центар, но и во брод амбуланта кој постојано би бил присутен во езерото да може да ги обслужува и трите здравствени установи кои се покрај езерото за брз пренос на пациенти со цел спасување човечки животи, истакнува Сашо Точков, претседател на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид. Расте интересот за изучување на македонскиот јазик ширум светот. Лингвисти, студенти, македонисти од сите континенти се повеќе го избираат нашиот јазик. На еден од најдобрите универзитети во Азија, во Пекинг, се одбива и настава по македонски јазик, но во земјава значително е намален бројот на студенти на катедрата на македонски јазик при УКИМ. Се поголем број странци ширум светот го изучуваат македонскиот јазик. Интерес има кај лингвистите од САД, Јужна Кореја, Италија, Турција, Франција, Полска, Словачка, Унгарија, Словенија, Хрватска, Србија, Русија и Чешка. Од сите овие земји има учесници на летната школа за македонски јазик што се одржува во Охрид. Цао Чен од Кина, професорка на најдобриот универзитет во Азија, Пекиншкиот универзитет по странски студии во Кина, каде се одвива настава по македонски јазик, вели има голем број заинтересирани студенти. За мене ми е мило, ми е лесно да учам македонски јазик, бидејќи по-рано учев бугарски, да вживам во студирањето на балканските земји. Учам македонски јазик со професор Симон Састов од УКИМ неколку месеци. Виетнамка која живее во Чешка има желба да го совлада македонскиот јазик. Чест ми е да го уча македонски јазик. Многу е близок до словенските јазици, а мене ми се допаѓа конекцијата помеѓу јазиците и учењето повеќе јазици ми е предизвик. И додека во светот расте интересот за изучување на македонски јазик, во земјава се намалува. Значително е намален бројот на студенти на катедрата по македонски јазик при УКИМ. Се намалува со оглед на споредба која направиме минатите години, но се трудиме да го држиме на едно одредено ниво со промоција на делот од филолошкиот факултет од катедрата за македонски јазик,
и мислам дека наредниве години ќе вроди тоа со плод. Во ова експанзија, да речеме, на информатичката наука, така, на информатиката, тоа не може да го спориме, тоа е еден глобален процес. Зошто не почнеме да размислуваме за тоа како информатиката или информатичките науки може да помогнат во изучувањето на македонскиот јазик, во развивањето не и така натаму. Научната фела размислува за воведување засебен смер македонски јазик со информатички науки, со цел зголемување на бројот на студенти. Пред семинаристите на 56-та летна школа на меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, вчера вечер беа промовирани книгите Книга за светите браќа Климент и Наум Охридски и Славе Ѓоргодимовски во книжевната критика, кои се издадени со поддршка на општина Охрид. Во рамки на овогодинешната програма на 56-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи, вчера вечер во Конгресниот центар се одржа промоција на книгите Книга за светите браќа Климент и Наум Охридски и Славе Ѓоргодимовски во книжевната критика, кои се издадени со поддршка на општина Охрид. Пред присутните на промоцијата своје обраќање имаше заменик градоначалникот Перчо Божиновски. Книга за светите браќа Климент и Наум Охридски е капитално издание кое ни ги доловува најзначајните сознанија за животот и делото на нашите духовни учители, градители на Охридската архиепископија и носители на писменоста. Свети Климент и Наум се символи на македонскиот идентитет, а нивните писма и проповеди се извори на учење и инспирација. Тие се икони на верата и мудроста и се пример за посветеност кон духовниот пат и несебично служење на Бога. Оваа книга е портал преку кој може да ги истражиме нивните учења, нивната посветеност кон знаењето и верата. Во времето кога технологијата и брзиот ритам на живот ни се наметнаа како доминантни, книгата за Свети Климент и Наум ни дава можност да се замислиме и да се повлечеме во длабока духовна рефлексија, кажа Перчо Божиновски во своето обраќање. Синоќа во рамки на 56-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура се одржа промоција и на книгата Славе Ѓоргодимовски во книжевната критика. Оваа книга зборува за творештвото на нашиот врвен охридски поет и книжевник Славе Ѓоргодимовски, а на истата како приредувач се потпишува неговиот соработник и истакнат книжевен деец Димитар Пандев. Посакувам наредната година да имаме можност да промовираме уште некое ново литературно дело кое има непроценлива вредност и го надополнува богатството на охридската и македонската култура, истакна Божиновски во своето обраќање. Следната недела нова седница на Советот на општина Охрид. Обебниот дневен ред на 31-то издание на седницата на Совет содржи точки од сферата на работењето на образовните установи во градот, извештај од работата на јавните предпријатија во вториот квартал. Ке се одлучува и во врска извештаите за реализација на програмите од голем број сфери од општественото живење, како и точки од сферата на урбанизмот, а советниците ќе треба да се произнесат и во врска предлог одлуката за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на општина Охрид за вториот квартал. Полни раце работа за градските избраници на крајот месец август. Ново издание на седницата на Советот на општина Охрид е закажано за вторник 29 август во 9 часот. Обемниот дневен ред од околу 90 точки ќе започне со предлог одлука за давање мислење на програмите за изведување на училишни екскурзии и други слободни активности во учебната 2023-2024 за основните и средните училишта од градов. Предлог одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во две средни и едно основно училиште во Охрид и предлог одлуки за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на образовните установи, како и усвојување на нивните програми за работа за следнава учебна година. Пред советниците ќе се најдат извештаите од работата на јавните предпријатија и остварените резултати од нивната работа во вториот квартал од годинава. Ке се одлучува во врска извештаите за реализација на програмите од голем број сфери од општественото живење, како и точки од сферата на урбанизмот, а советниците ќе треба да се произнесат и во врска со предлог одлуката за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на општина Охрид за вториот квартал. Градските избраници ќе треба да ги аминуваат и годишните планови за вработување во јавните предпријатија и општината. На ова издание на седницата на Советот ќе се најде и предлог одлуката за предлагање за прогласување на локалитетот Дувало, сулфатарата во село Косел во категорија природна реткост. 62-то издание на Струшките вечери на поезијата.
Свеченото отварање ќе се одржи утре 24 август на вообичаената локација Платото пред Центарот за култура Браќа Миладиновци, каде што ќе биде запален и фестивалскиот оган. Мотото на годинешното издание е чувствостворен јазик. Годинешен добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата е истакнатиот македонски поет Влада Урошевиќ. Од утре 24 август до 28 август Струга повторно станува центар на поетските случувања. Од традиционалното садење дрво во паркот на поезијата утре во 12 часот до завршното читање на мостот на поезијата на 27 август во 20 часот, љубителите на поезијата ќе имаат можност да уживаат во повеќе поетски читања на кои ќе се представат 25 поети од странство и преку 40 домашни поети од различни генерации. Ки имаат можност да ги проследат книжевните портрети на добитниците на наградите, Мостови на Струга и Браќа Миладиновци, како и портретот на добитникот на Златниот венец Влада Урошевиќ, изложби во чест на 100 години од раѓањето на Ацо Шопов и 200 години од раѓањето на Шандор Петефи, промоции на изданијата на Струшките вечери на поезијата и уште многу други содржини. Програмата се реализира во Струга, а како и секоја година, портретот на добитникот на Златен венец се одржува во Света Софија во Охрид. Оваа година, во термин непосредно пред овој настан, во Света Софија ќе се одржи свечен настан посветен на 100 години од раѓањето на Ацо Шопов. Во рамки на Поезија на пат на 28 август во 12:30 часот во Крушево, град на културата за оваа година, ќе се одржи поетско читање. Како и секоја година, меѓународниот поетски митинг ќе се одржи во Скопје во 20:30 часот на 28 август во Музејот на современата уметност. Поради подготовки за свеченото отварање на Струшките вечери на поезијата, односно поставување сценографија, утре 24 август во периодот од 12 часот планирано е да се затвори за сообраќај кеј Борис Кидрич во Струга. На 26 и 27 август затворена за сообраќај ќе биде улицата Партизанска, каде на мостот на поезијата ќе биде поставена сценографија за свеченото затворање на манифестацијата. А изложбата со ексклузивните науди од некрополата Требениште, која во 2019 година во рамки на соработката на музеите на Македонија, Србија и Бугарија беше поставена во Скопје, како што беше најавено тогаш, го продолжува својот пат и ќе биде представена пред бугарската јавност во Националниот археолошки институт со музеј при Бугарската академија на науките во Софија. Владата ја разгледа и ја усвои информацијата од Министерството за култура за реализација на меѓународната изложба која е уникатна поради наодите кои ни го представуваат животот покрај Охридското езеро од 6 до 4 век пред нашата ера. Во поставката се и прочуените златни маски кои се чуваат во Белград, во Софија и една во Охрид, и за кои за прв пат на оваа изложба се изложуваат заедно. Со огромна заинтересираност од јавноста беше проследена уникатната поставка 100 години Требениште, која во Скопје беше отворена 6 месеци, а во Софија ќе биде реализирана како 105 години од Требениште. Со оваа изложба продолжува соработката меѓу трите земји за заокружување на ексклузивната приказна на Требениште, прв и можеби единствен пример на локалитет што е истражуван од три земји, промовиран преку три музеи од Скопје, Белград и од Софија. Многу возбудување за најмладите на 6-тиот ден од Охрид Water Festival. Нуркачкиот центар Амфора организира рекреативно нуркање за деца од 8 до 12 години. Утре, 24 август, во рамки на Охрид Water Festival, сите заинтересирани деца од 8 до 12 години ќе имаат несекојдневна можност да нуркаат во базен во дворот на Хотел Палас. Рекреативното нуркање за деца е во организација на Нуркачкиот центар Амфора од Охрид, а ќе се одржи пред платото на Хотел Палас со почеток во 11 часот. Децата ќе бидат опремени со модерна опрема, прилагодена специфична за нивната возраст во строго контролирани услови. Пред да се започне со активноста, ќе има обука на која децата ќе се запознаат со нуркањето и нуркачката опрема. Во текот на нуркањето ќе се направат подводни фотографии и видео и ќе се доделат дипломи од Нуркачкиот центар Амфора. Задолжително е присуство на родител или старател. Нуркањето за сите учесници е бесплатно. Во рамки на социјално-едукативната програма, утре ќе бидат поставени две изложби. Почетоците на веслањето во Охрид во организација на веслачки клуб Горица Ремо
и Петар Паунче Скитник и изложбата Победници на Охридскиот пливачки маратон низ времето, организатор Пливачкиот клуб Охридски бранови 2008. За вечерната забава ќе се погрижат Балканикос и Жармена. Следуваат вестите од светот. Грчките пожарникари веќе петти ден се борат да ги сопрат пожарите во Еврос, Александрополис и во шумата Дадија, како што јави Катимерини. Пожарите се уште беснеат во другите региони на земјата, главните фронтови каде пожарникарите се борат со пламените јазици се во Евија, Самотраки, Макракоми и во Родопи на истокот од земјата. Во градот Менида од 3 дома за стари лица превентивно се евакуирани 150 лица. На социјалните мрежи граѓаните објавуваат фотографии од Атина, каде небото е речиси црно од густиот чад. Во Грција од саботата до вторникот избугнаа 300 пожари, при што изгореа повеќе од 400.000 хектари земја. Вчера 18 јаглиносани тела беа пронајдени во шумата кај Дадија. Станува збор за мигранти. Јужна Африка, која се приклучи на првичната 4 члена група од Бразил, Русија, Индија и Кина и беше наречена БРИК во 2010 година, сега е рамноправен 5ти член на блокот наречен БРИКС. Во Преторија, Јужна Африка, домаќинот Сирил Рамафоса ги пречека кинескиот председател Си Џинпинг, неговиот бразилски колега Лула да Силва и индискиот премиер Нарендра Моди. Рускиот председател Владимир Путин е застапуван од министерот за надворешни работи Сергеј Лавров. Високо на агендата на самитот на БРИКС е проширувањето на блокот. На самитот присуствуваат 69 земји, 23 земји меѓу кои Индонезија, Саудиска Арабија и Иран официјално побараа да му се приклучат на блокот земји БРИКС. На дневниот ред на самитот е собирање средства во локална валута, како и кредитирање и што поголема независност на блокот БРИКС од американскиот долар како платежно средство во платниот промет во меѓународната трговија. Новата развојна банка, основана од блокот БРИКС во 2015, им даде заеми од 33 милиарди американски долари на своите 5 земји членки, од кои 2/3 беа во долари. Новата развојна банка со седиште во Шангај има цел да го зголеми кредитирањето во локална валута од 22 на 30% до 2026 година. Најмалку 17 работници загинаа, повеќе се водат како исчезнати кога се урна железнички мост во изградба во североисточна Индија. Се стравува дека повеќе работници останале заробени под урнатините, бејќи 35 до 40 од нив биле на градилиштето на мостот кога се случила несреќата. Пишува порталот India Today. Несреќата се случила во индиската сојузна држава Мизорам. 2 лица се полесно повредени во пукање пред кампус на коледжот во Алабама, САД, соопшти денес полицијата. Пукањето се случило на Универзитетот A&M во Алабама во конфликт меѓу 2 лица, а тоа е изолиран инцидент, изјавил портпаролот на полицијата. Кампусот бил под полициски надзор, а студентите биле предупредени дека вооружено лице има во околината и им било кажано да се заклучат во своите соби. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!